Добар ден, 16:30 термин за првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Информации за настаните кои го одбележа овој 22 октомври. Почнуваме со најава на дел од содржините. Рударите од Добрево се надеваат на брза стечајна постапка која ќе резултира со нов инвеститор. Исти се очекувањата и на градоначалникот на Пробиштип. Се уште не се знае причината за загадување на брегалница кај Штип. Замените примероци од загадената црвена вода не се доволни за лоцирање на виновникот. Пробиштипјани на втората форумска сесија за општинскиот буџет приоритет даваат на решавање на најголемите инфраструктурни проблеми, но и за мерење на загаденоста на воздухот. За да им се помогне на компаниите кои имаат неплатени социјални придонеси за вработените, владата на Република Македонија на почетокот на годината донесе мерки која им овозможува на должниците плаќање на главниот долг на најмногу 36 рати и ослободување од каматата. Заинтересираните компании кои аплицирале за плаќање на долгот на рати, отпис на каматата може да бараат до крајот на годината. До сега има аплицирано околу 150 субјекти за вкупен долг од околу 150 милиони денари. Сите заинтересирани компании, сите заинтересирани субјекти кои што имаат неплатени социјални придонеси и долг по овој основ во Фондот за пензиско инвалидско осигурување, во Фондот за здравствено осигурување или пак во управата за јавни приходи за придонесите после 2008 година можат да аплицираат до крајот на годината, да склучат спогодба со овие институции да го платат само главниот долг на ратија, да бидат ослободени од каматата. Ќе поттикнувам сите да искористат оваа можност и значително да им се олесни работењето со оглед и на значајниот процент кој што им се отпишува по основ на неплатен долг, односно отписот на камата. Злетовските рудари ќе останат дома уште најмалку 1 месец. Се чека стартот на стечајната постапка. Августовската плата се уште не е исплатена, заради што од 1 октомври прогласен е генерален штрајк. Градоначалникот на Пробиштип и синдикатот се оптимисти дека со стечајот ќе се најде нов инвеститор и дека работите ќе кренат на подобро. Неработењето на рудникот Злетово се рефлектира во сите аспекти од животот во општина Пробиштип. Се уште е неизвестна состојбата на вработените во рудникот за олово и цинк Злетово. Работата во рудниците е прекината од 24 септември, а од 1 октомври вработените се во генерален штрајк. Августовската плата ја нема, помина времето и за септемвриската. На 9 овој месец скопската фирма Автотехма до Основниот суд во Штип поднесе предлог за отворање стечај врз Индуминерали и Метали Пробиштип. Судот тогаш констатира дека предлогот не е уреден и го врати на предлагачот за да го уреди во законски рок од 8 дена, што тој и го сторил. Градоначалникот на Пробиштип за Канал Плюс изјави дека состојбата е се уште загрижувачка за општината и дека се уште се бара нов инвеститор кој што ќе работи сериозно и ќе обезбеди подобри услови за работа. Рудникот Злетово, односно компанијата Индуминерали и Метали, неколку денови, односно неколку недели поред не работи. Рударите се во официјален штрајк, меѓутоа состојбата во рудникот е навистина загрижувачка за нас како општина, за мене како градоначалник, бидејќи Пробиштип е рударско градче, најголема компанија која што работи во нашата општина е рудникот, има околу 500 луѓе кои што директно работат, меѓутоа индиректно се чувствува на целата локална економија и се надевам дека многу брзо ќе се најде решение, односно ќе најдеме нов инвеститор кој што навистина ќе работи и многу посериозно, ќе ги подобрува условите за работа, ќе ги изголемува платите на вработените, ќе го зголемува производството, со тоа ќе дава еден поголем придонес во локалниот развој. Инаку обврските кои ги има концесионерот за плаќање на придонеси повеќе од 1 година се неплатени и кон општината и кон државата. Како што изјави градоначалникот Тони Тоневски, рудникот е една од најголемите фирми во Пробиштип со најголем број на вработени и со најголеми плати, а моменталната ситуација придонесува за сериозно нарушување во целиот локален економски развој на општината.
Јавноста се уште не го знае виновникот за загадувањето на водите на река Брегалница во Штип, кое се случи пред околу 20 на дена. Од еколошкиот државен инспекторат велат дека се уште се анализираат тогаш земаните мостри од загадената вода, а за прецизно лоцирање на виновникот ќе се земат дополнителни примероци. 20 на дена откако низ Брегалница потече црвена вода, се уште нема информации за тоа кој е сторителот на еколошкиот дисбаланс во река Брегалница. Повторно се обидовме да добиеме некаква информација од државниот еколошки инспектор Владимир Черкезов, кој веднаш по хаваријата ни рече дека се земени мостри од водите на Брегалница во незиниот тек од индустријската зона па до излезот од градот и дека истите се испратени во референтна лабораторија во Скопје на анализирање. Черкезов тогаш истакна дека резултати се очекуваат за 7 до 10 дена. Една недела подоцна Черкезов изјави дека не знае дали се завршени анализите и дека е на годишен одмор. До денес тој се уште е на годишен одмор. Минатата среда при телефонски разговор со општинскиот еколошки инспектор Сенка Андреева дознавме само дека има премногу работа и дека не може да даде никаква изјава на нашите многубројни прашања. Ја оставивме да работи и токму затоа се обративме до Министерството за заштита на животната средина. Неупатија до државниот инспекторат, од каде конечно добивме одговор дека лабораториски резултати од мострите се уште нема. Според информациите кои Канал Плюс ги доби од надлежен во Инспекторатот за животна средина, анализите на добиените мостри биле во фаза на изготвување, но не биле завршени. Мострите биле земени во близина на 4 субјекти кои вршат стопанска дејност во комплексот Македонка, кои во текот на производствениот процес вршеле боење на производите во тој период, ама не биле доволни да се направи целосна анализа од каде точно потече црвената боја. Она што е неопходно е повторно земење мостри и тоа од шахтите кои се наоѓаат во непосредна близина на 4 субјекти кои вршат стопанска дејност во комплексот Македонка, кој нашиот извор не сакаше да ги именува. Тој истакна дека долгиот временски период по хаваријата во река Брегалница не пречи да се добијат адекватни резултати. Доколку временските услови го дозволуваат тоа, новите мостри би требало да се земат во текот на наредната недела. Откако истите ќе бидат анализирани, ќе се знае точно кој ја обои во црвено река Брегалница, пошто ќе се преземат сите мерки согласно Законот за заштита на животната средина. Со бекатон плочки ќе се гради улицата Питу Гули во Пехчево. Новата улица е со должина од 300 метри и широчина 3 метри. Средствата се обезбедени од буџетот на општина Пехчево. Со буџет од 1 милион денари во Пехчево се гради улицата Питу Гули, улица на која по изведувањето на зајмените работи ќе се вградуваат бекатон плочки во должина од 300 метри и со широчина од 3 метри. Па тоа се улици кои што ги ветуваме низ малски улици низ граѓаните, значи такви планираме во Пехчево да направиме 3 во овој период. По изградбата на новата улица, општината Пехчево најавува продолжување со предвидената динамика на работа во насока на подобрување на состојбата на постојните улици, како и изградба на нови улици на нејзина територија. 8 проекти ни се во постапка на тендери, 4 се во изработка, значи на езерцето што го спомнуваме повеќе време, улицата се гради, се прави канализацијата во село Чифлик. После тоа се префрлуваме на доизградба на градскиот паркинг и после одиме со други активности. Таа екипа значи продолжува на пристапните патишта до село Панчарево и село Умлина. Инаку средствата за изградбата на улицата Питу Гули се обезбедени од буџетот на општина Пехчево во рамки на годишната програма за работа на градоначалникот Игор Поповски за 2015 година. Започнува кампањата на Миле ЕУ Контакт Климата се менува, од нас зависи, за подигање на јавната свест за климатските промени и нивните влијанија врз локалната средина. Кампања во рамки на УСАИД во Пехчево. Кампањата ќе се спроведе утре, во сабота во Делчево, а внедела во Виница. Граѓаните на општина Делчево започнаа да ја креираат стратегијата за климатски промени преку неделни работилници. Проект што општина Делчево заедно со уште 10 други општини го спроведува со поддршка на Милиу Контакт и УСАИД. Работилницата која се спроведе во Делчево со работните групи ќе се одржува секој вторник до Нова година. Ќе се одржуваат работни средби со работните групи, кои што работни групи ќе работат по методологија на зелена агенда, веќе применета методологија во Европа, во европските држави, низ која што методологија треба да дојдеме до информации и до податоци, да ги обработиме сите вредности во општината и врз основа на сите овие собрани податоци да се изработи стратегијата за климатски промени на општина Делчево. По изготвувањето на стратегијата, општина Делчево ќе има можност преку овој проект да аплицира за локални проекти со кои ќе се справува со климатските промени.
значи ќе имаме можност веќе во декември еден приоритет во висина од $20,000 буџет, каде што општината учествува со $10,000 и USAID уште со $10,000 преку Милио Контакт Македонија и после до крајот на проектот, односно некаде на кај месец мај и јуни, ќе имаме можност за реализација уште на еден поголем приоритет кој што ќе го изберат работните групи во висина од $120,000, каде што исто така општината се јавува како донатор од $60,000 и Милио Контакт со уште $60,000 најмалку. Велам најмалку, значи бидејќи има можност таа сума да се зголеми во зависност од интересите на граѓаните и потребите на локалната заедница. Преку проектот на USAID за општински стратегии за климатски промени, Милио Контакт Македонија ќе започне со кампања за подигнување на јавната свест за климатските промени и нивното влијание врз локалната заедница. Кампањата ќе се реализира во наредните 5 викенди под мотото "Климата се менува, од нас зависи", таргетира млади луѓе на возраст од 10 до 17 години во 10 општини каде што се спроведува проектот на USAID. Во Пехчево кампањата ќе се спроведе утре со почеток во 13 часот, а во Делчево во сабота со почеток во 12 часот. Двочасовните настани кои се дел од кампањата во секоја општина ќе бидат предводени од популарни медиумски личности: Жарко Димитровски, автор и продуцент на емисијата 1 на 1, Бранко Огњеновски, поранешен член на К15 и Нертила Дика, поранешна водителка на Алсат М телевизија. Денес во Пробиштип се одржа втората форумска сесија во која граѓаните го креира општинскиот буџет за наредната година. Акцентот го ставија на изградбата и асфалтирање на улици и тротоари, а се предлага и поставување мерна станица за загаденоста на воздухот. Заврши и втората форумска сесија во Пробиштип. Целта на самата сесија беше на граѓаните да им се презентираат приходите на општина Пробиштип за буџетот за 2015, односно да им се доближи начинот на работењето и плановите на општината за следната година. И граѓаните имаа можност да видат дека буџетот де факто не е нешто што е запишано, да речем, во камен, меѓутоа нешто што може да трпи промена. Тоа е еден план за прибирање на приходи и расходна страна. Бидејќи денеска се разговараше за приходите, граѓаните беа повикани да дадат своји предлози до општината како таа во иднина може би согласно нивните предлози ќе може да ги зголеми своите приходи. Граѓаните размислуваа, дискутираа во рамки на работните маси, беа конструктивни и дадоа навистина интересни предлози до општината како да се зголемат приходите во иднина. Сега останува на општината заедно со формираната работна група да ги анализира приходите и да им даде повратна информација на граѓаните. Граѓаните со повеќе предлози на втората сесија, кои се однесуваа на одредени надоместоци за градежно земјиште. Втората форумска сесија донесе и предлог за поставување апарат кој ќе го покажува евентуалното загадување на воздухот во Пробиштип. Доаѓам јас од работната група за лери за животна средина. Нашата работна маса или нашата работна група ги даде следните предлози за да се постават мерни инструменти за мерење на квалитетот на воздухот во градот, исто така за деконтаминација на одредени земјоделски површини кои што влегуваат во скоп на општина Пробиштип, исто така уште два предлози кои што влегуваат во делот на животната средина, како чистење на некои речни корита и значи во тој дел на животната средина. Ние учествувавме на првата форумска сесија, сега доаѓаме и за втората, бидејќи имавме предлог од нашата група. Преопределена сум за руралниот развој, конкретно темата е за одржување и одржување на веќе постоечките реализирани проекти до сега што се биле, конкретно беше за во селото Лесново. Таму имаме еден проект пред неколку години направено. Сега има некои објекти како вециња, патеки, нешто се руинира, не се одржува. Што е во надлежност на општината, со што е можно да се аплицира, со цел да се зголемат приходите на буџетот во наредните години. Тоа останува да се утврди во наредната трета форумска сесија. Кривична пријава против председателот на студентскиот парламент науга да ги инспирира членовите на социјалдемократската младина од Штип. Денес добива дека тие одамна укажувале на незаконитите дејства на лидерот на студентскиот парламент. Тој наместо да ги штити правата и интересите на студентите, вршил злоупотреба на службената положба. Горан Стаменков на правни лица противправно им исплатил над 5 милиони денари.
противправно за себе присвоил над 500.000 денари. Да не заборавиме дека станува збор за студентски лидер со истечен мандат, нелегитимен, а негово криминално работење е потврда за што узурпирал председателската функција и работел на штета на студентскиот парламент. Сакаме да подсетиме дека студентите при УГД Штип се обврзани да плаќат за студентскиот парламент. Студентите даваат своји пари за заштита на нивните права. Се потврди дека се било измама. Минатиот месец во Ирак се потврдени 1600 случаи на заболување од колера, додека хуманитарната ситуација во земјата се влошува и на повеќе од 8,6 милиони лица им е потребна помош, соопшти Обединетите нации. Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарните прашања наведува дека главна причина за епидемијата на колера се расипаните водоводни системи и недоволното количество хлор за прочистување на водата. Последната епидемија на колера во Ирак била во 2012 година. Стотици тела на борци од џихадистичката група Исламска држава се откриени во масовни гробници во ирачкиот град Баиџи, соопштија безбедносните сили. Во моментов не е јасно кога биле погребани телата и како биле идентификувани. Вкупно 365 тела се пронајдени во 19 масовни гробници на борци од шиитските милиции поврзани со Иран, кои учествувале во офанзивата на Исламска држава за освојување на Баиџи. На сајтот Wikileaks се објавени приватни мејлови на директорот на ЦИА Џон Бренон. Материјалите веројатно се добиени од хакери кои за американскиот весник Нью Йорк Пост се представиле како ученици од средно училиште кои се противат на американската надворешна политика. Хакерот наводно се представил како работник на компанијата за телекомуникации Верзион и со измама од друг работник ги зел личните податоци од Бренон. Меѓу објавените документи е барањето за безбедносна проверка која Бренан ја поднел при аплицирањето за советник за борба против тероризмот во Белата куќа. Сите документи се од периодот пред 2009 година кога се вработил во Белата куќа. Екипите на Вардар, Шкендија и Работнички остварија нови победи и со сигурност чекорат кон самата завршница на Купот на Македонија. Пласман во четвртфиналето изброија уште Македонија, Ѓорче Петров, Турново Силекс, Младост, Царев Двор и Брегалница. Иако вчерашниот резултат беше во корист на Шкупи, сепак Брегалница во првиот надпревар победи со 2:0, што значи дека одат понатаму во четвртфиналето од Купот на Македонија. Реманш осми на финалните надпревари од Купот на Македонија донесоа навистина возбудливи надпревари со голем број на погодоци. Вардар повторно славеше над Пелистер, сега со 0:2, додека Шкендија изброја до 5 против Металург. Работнички пак повторно со 4:0 триумфираше над Гостивар, а највеќе погодоци имаше на средбата Младост во Зрими, каде што беа видени 6 гола. Овде е крајот на дневникот на Канал Плюс во 16:30. Второто издание во 20 часот. Пријатно попладне и убав почеток на празничниот викенд.